Благодарам. Уште еднаш ви благодарам, министре. Само со тоа сакав да констатирам тоа што и вие го рековте, да го резимирам. Тоа значи дека сите овие трошоци, сите овие ставки кои што не можеме да ги употребиме за други намени, посебно за амандманот кој што е поднесен за социјално ранливите категории на граѓани, се произнесени од сите министерства кои што до вас секако стасуваат само за наплата. Точно, не можете вие тоа да го знаете, но ова е факт дека во Република Македонија за тековната година имаме зголемување од 4,4 милиони евра по однос на извршување на неплатени или не навремено платени или од долгови или одредени тужбени барања кои што биле усвоени против државата во име на доверителите или на граѓаните. Тоа е загрижувачка сума, треба владата и сите министри поединечно да се побара одговорност, бидејќи не случајно го зборувам ова. Се додека колективната одговорност ги зацкрива сите индивидуални грешки, индивидуални направени трошоци на име на буџетот или на државата, секогаш ќе се зацкриваат зад колективната одговорност, а штетите ќе ги покрива Република Македонија, односно сите граѓани. Затоа апелирам поединечно секој еден да го преиспитате и да се види од каде произлегуваат овие трошоци. Со овие трошоци ќе се прераспределаја и оптимално можеше да се алоцираат во многу други ставки, вклучително и амандманите кои што беше предмет на расправа моментално и наредните кои доаѓаат, а и сите други што ги имаме предложено, многу од овие амандмани ќе можеа да бидат финансирани. Ве благодарам.